Секоја војна има три елементи: воен, психолошко-пропаганден, економски. Сите три се секако еднакво интересни во оваа војна. Најпрво мора да кажеме дека оваа војна почната во 2014 година. Значи не е една година. Тоа мораме да го заборавиме. А зошто го забораваме? Затоа што Европа, пред се Европа, се обидува да ги исчисти своите флеки на валканата совест, бидејќи ја фрли раката од телото на гладниот лав и сметаше дека ќе го спаси. Тоа е истото она што го направи Невил Чемберлен во 1936 чина, кога се мислеше дека ако му ги дадат судетите на Хитлер, ќе се спаси. На крај Невил Чемберлен можеше да присуствува на распад на Британската империја во 1945. Значи, се повторува историјата и секогаш кога нема да се научат лекциите, секогаш тие ќе се повторат. Како и да е. И тега се случи, во 2014 беше освоен Крим, влегоа војници кои немаа никакви воени ознаки на своите униформи. Зошто немаше? Тоа е еден кукавички син, сигурно, секако. И тој отсликува целата филозофија на Путин. Значи, ќе изигруваме нешто, ќе направиме референдум, Божем народот сам себе се ослободил и така натаму. После тоа беше подпишан еден многу срамен договор. Ја го кажувам Минск 2, Минск 1 не е толку битен, тоа е тежко. Минск 2, кој исто така никој не сакаше да го види. Ден денес тој не се коментира. Јас гледам и вчера имаше некои дебати, луѓето не го познаваат тој договор. Тој е многу срамен. Тоа е капитулација на Украина. Дефинитивно. А ако тој се прифати, а се практично се прифати, и канцеларката Меркел пред 3 недели не убедуваше дека тоа е направено затоа што требало да се спаси Украина пред да биде комплетно преземена од рускиот агресор. Па сега, знаете, 8 години да се подготвува. 8 години, ако се подготвуваше, немаше да се случи повикувањето на украинците, на Зеленски, да го прифата тој договор. Тоа се случуваше само една недела пред да имаме конечната агресија на Русија, оваа што недели една година. Тоа исто така покажува дека тој Невил Чемберлен длабоко живее во европскиот дух. Тој некаде, знаете, ќе се вратам како Макрон во Франција и ќе разговарам зашто за 10 евроценти се зголемила цената на багетот. Не сакаат војна. Јас ги сваќам сите што не сакаат војна, меѓутоа некогаш морате да бидете рационални се кога ќе ја прифатите. И добро е што го имаме еден, јас го велам јунак од поново време, тоа е тогашниот бугарски премиер Петков, кој успеа во последен момент да ја снабди украинската армија, ама во последен момент, со оној тип на гориво со кој таа можеше да активира целокупната своја артилерија, тенкови и така натаму, значи тешкото вооружување, бидејќи без нив сето тоа требаше да биде мртво. Замислете колку е тоа длабоко вкорпорирано во делувањето на Кремљ, а колку е слаба таа одбрана за која ние сега велиме дека била траела 8 години и така накан имало. Не, украинскиот народ е кога го гледате од воен аспект, страшни подвизи направи и се надмина себе си. Утринава го гледав еден белградски режисер Горчин Стојановиќ. Него го праша дали би можел да направи филм или драма за ова што се прават украинците. Не вели. Драмската структура бара јунаци 1, 2, 3. Овде вика јунак е целиот украински народ. Не можете, вика, без тоа да ваква војна да ја добиете. И тоа е, мислам, тој е само еден сегмент од она што го зборам за војната во која за среќа ние сме вклучени преку НАТО структурите, меѓутоа мислам дека сме вклучени во некои сегменти кои се и невидливи, дали не сакаме да ги видиме. Ние многу помагаме во обновата на срушената украинска инфраструктура, особено кај она што го велиме електростопанство, напојување со струја, која е тешко погодена. И тоа ме прави горд. Од друга страна не ме прави горд фактот што додиме на оној друг пропагандно-психолошки сегмент, затоа што мојата земја, мојот народ покажа голема кревкост во однос на тоа како се поддржува една оправдана војна.
Тоа го покажува статистиките, јас не го измислувам. А го чувствуваме сите. Што тоа значи? Како тој наратив е тука толку длабоко вкоренет, што и последна година обстојува во еден срамен процент. Мислам, ние може би јас се сретнувам со такви луѓе, може би другите луѓе се сретнуваат со поинакви луѓе, меѓутоа тоа останува се уште. Се уште е присутно. Ви кажувам, еден мој пријател новинар, ајде да речеме познаник, кога беше они последните бомби што се случија, лажни бомби во понеделникот, мислам дека беа, и вели, знаеш, тоа, Западот како измислува пропаганди, тоа оно мало дете од 5 години оди на граница со Полска, божем, тоа е снимено, тоа е лажно и така натаму. Да, тоа е точно. Тоа го открија самите западни медиуми. Меѓутоа, 9 милиона луѓе излегоа. Зар 9 милиони животи се лажни, што се иселиле? Да не зборам за оние што останале и кои секој ден ги трпат тортурите на една голема сила. И сето тоа ние не го видиме, не го гледаме, ние го заборавивме. Имаше една рубрика, постојано идеше со она музика, барем во првите денови. Сега не се спомнува, веќе со Украина се, добро е што постојат метеоролошки извештаи и барем ќе беа иначе последни, мислам, барем сега не се последни. Тоа е еден дефект кој ние треба да не загреши. Една од милието што се прават, тие пропагандна војна, не знам, почнаа тие членови на руско-македонско пријателство и така натаму да го спомнуваат Достоевски. Што има врска Достоевски? Па Достоевски рекол дека солзите на едно дете се поважни од целиот свет. Не може таков писател да го употребувате. Не можете во ваква војна да го употребувате. Не можете да го спомнувате Толстој, почитате ги неговите приказни од Севастопол. Тоа се такви приказни против војната што никој од овие што сега го споменуваат, верувам, не го ни прочитам. Не можете ми да ставате што има тоа, каде го наоѓате повода да ги споменувате. Чајковски го спомнува, па еве играш, јас и тогаш ми велам. Ќе дојде нова година, па ќе ги гледате детскиот балет, Орево Кршачка. Тие си се вкорнети и не треба да се мешат. Меѓутоа, тоа е пак едно дело на многу вешта пропаганда која делува и која гледаме сега што се случува. И никој не се обидува да ги анализира тие работи. Зашто сега се нападнати прилепските училишта? Си размислав јас. Еве, скопските се разбирам. Затоа што се отвори таму почесен конзулат на Украина. Ќе ви одговорам одмар. Што е логиката иначе? Зашто Прилеп? Дали ме сакате? Зашто не Битола? Зашто не Охрид? Не знам. Значи, се е тоа добро планирано и тоа е сега планирано. Значи, тоа се планира во мигот. И ние сме жртва на таа пропаганда. Меѓутоа, ние каква сме со својата индиферентност или подршка на руската агресија, па дури и притаена и сокриена. Немаме ние израснато народ кој може да ги проценува добро работите и тоа е најстрашното. Што нас може исто така утре да ни се случи. И економскиот аспект би сакал да говорам, затоа што мислам дека тука малку се изместени работите. Една професорка која многу ја ценам, Даница Поповиќ од Економскиот факултет во Белград, има колумни секоја недела во НИН. Таа направена добра анализа. Се она што велиме, да, има инфлација и таа се дължи на војната. Таа вели не баш. Инфлацијата е малку постара. Се дължи на COVID-19, затоа што сите од Америка до Македонија мора да печатат пари. Добро, ние не печатавме пари, меѓутоа се задолжувавме, нели? Земавме скапи заеми, еве сега вчера се задолживме за да вратиме стари заеми и тоа создава инфлација, се разбира. Инпутите се тука исто така присутни. И војната создава, меѓутоа војната некоја создава и прилики кои не знаете да ги користите. Ние сме произведувач на храна, јас си помислив добро, во светот владее храна, ние еве сега ќе се снајдеме и ќе можеме да дадеме придонес, да нема таков инпут, да речеме производство на ориз. Па едно кочанско поле го хранело цела Југославија со 9 милиони килограми ориз годишно. Нашата жетва на ориз од 2021 година седи во амбарите а јадат глувци. Зборуваме за тоа дека ние не сме создале доволно силен одговор и тоа нешто што мислам дека не е голема умешност денеска да го направите, ама тоа не го правиме. Значи, лага е дека само војната создава инфлација. Значи, таа си беше веќе присутна. И некој е спомна оде после Првата светска војна, што беше таа шпанскиот грип. Да, ние се уште го имаме тој и само го забораваме.
Јас само би пледирал да продолжиме со она што сега, еве, барем вчера и претходни денови се започнува, бидејќи мислам дека во оваа средина ни недостасува доволно она што требаше да го имаме цела година. Се уште сме далеку од вистинските црти, обрици, што би рекле србите, на оваа војна агресија. Слава на Украина!